Само што заврши тренингот на фудбалерите од фудбалскиот клуб Вардар, отидоа дечките да се средуваат нели после тренинг, меѓутоа Томе Пачовски остана тука за да си направи муабет со нас. Здраво, Томе. Здраво. Како си? Добро, супер. Напорен тренингот беше? Па денес беше лагано пред утакмица, лаган тренинг. Малце порелаксирано. Да. Ти не отиде веднаш да се средиш, баш те гледаме онака како што си за време на тренинг. Секогаш ти вака валкан испрљан? Да, секогаш, Со скоро оглед на секогаш. тоа дека играш на таа позиција голманска, претпоставувам дека многу често. Секогаш сме вака после секој тренинг и морам да кажам дека голманите нас тоа не исполнува, значи после нормално, после тренинг, после работа, нашата работа е таква да се фрламе по топката и нормално видам ваков валкан. А тешко ви паѓа кога времето е врнежливо? Па не. Значи, ние влегуваме на тренинг максимално мотивирани, сконцентрирани, така да јас кога излезам на терен не ми сметам дали врне или има сонце. Добра, ама влие, например, ако се лизга повеќе. Да, добро влие. Например, еве сега сонце топло, јас сум по хеланки, горе сум скроз облечен, така да моите другари ме гледаат, се смеат, мене ми е тоа нормално. Трпиш. Да. За кариера. Да. Да. Од Битола си? Да. Почетоците претпоставувам дека таму во твојот роден град. Да, почнав на 8 годишна возраст, нормално, како мојот брат постар одеше на тренинг претходно и така, јас имав желба, во мало игравме фудбал, така почнавме ме натера да играм, 3 месеци бев играч и после ме ставија на гол и од тогаш сум голман. Ти одлучи да играш на таа позиција или може би тренер? Не. Или може од дома ти бранеа, па ти сакаше баш на таа позиција? Точно еден комшија мој другар, тој одлучи постар 4 години од мене, тој одлучи не знам од кои причини, одлучи да брана. Предиспозиција може си Па имал може да имав нешто, може да виде нешто во мене, дали рефлекс, не знам, нешто виде и од тогаш значи 3 месеци ми даде ракавици и ми кажа ти пробај денес голман да бидеш. И да, од тогаш значи бранев на тренинг супер и така и останав да бранам. Се каеш? Дека си на оваа позиција? Не, баш сум среќен, тоа ми исполнува најмногу. А некогаш не посакаш да дадеш по некој гол? Понекогаш да, например, кога имаме негативен резултат, кога гледам сега сите играчи се во противнички 16-тник и јас сум застанат на мојот гол, немам значи никаков удел позади, само 7, а сите се борат за да постигнат гол. Тогаш нормално дека најмногу сакам, меѓутоа нашата работа е да браниме, а не да дадеме гол. Добра, се случило некогаш да дадеш гол? Да, се има случајно и тоа во дресот на Вардар, уште првиот пат кога потпишав. Игравме против, мислам дека тогаш беше Башкими и пенал имаше и тогаш така сите малку страф има кога да шутира пенал, тренерот ми каже мене ќе одиш ти како најхрабар дечко. Да, и постигнав гол и така, тој ми е голот за Вардар кој имам постигнато. Добра, вака некош на тренинг шутираш пенали? Ти даш? Па на тренинг така од за фрканција со другарите, инаку искрено немам некоја желба. Цело време сум концентриран како да одбранам позади, како да не примиме гол, како да ги поставам моите дефанзивни играчи, како јас да се поставам во дадена ситуација. Цело време сум така сконцентриран и можеби поради тоа немам некаква желба да постигнам многу голови. Ама на зафрканција си дал еден гол. Па да, добро, тогаш не беше зафрканција, значи беше притисок како и секогаш во Вардар и сите играчи се плашеа, па тренерот ми вика ќе одиш ќе шутираш и така. Томе, кој има најсилен шут од вардарци? Добро се знае, Попов има најсилен шут, нема да кажам ништо ново, тоа е... Знае, не знам дали знаат сите, еве, сега им кажуваш ти. Да, тоа е природна сила, Попов кога шутира, значи сите голмани ние се тргаме нека погоди гол на тренинг, не е битно, посекако тој е битен и утакмица на тренинг. И така, тој Попов, значи од репрезентација кога игравме заедно и сега во Вардар, има убедливо најак шут. А од останатите екипи со кои што сте играле до сега? Добро, од кого има... можеби не знам, најмногу си се плашал? Добро, не се плашам од никој, мислам да, али не се плашиш, меѓутоа еве. Не знам, во македонска шут можеби. Во македонска лига сега од кога дојав година и пол, не знам некој да има така некој незгоден шут, некој јак. Претходно не се сеќавам, не знам, повеќе на техника одат, на технички удари прецизни. Не знам, еве сега на пример Велинов има добар удар. Така, прилика, да. Добро, ќе размислиш, па ќе ми кажеш и од други екипи следниот пат. Какви предиспозиции треба да поседува еден играч за да биде успешен и добар голман? Предиспозиции, па добро, се кај голманите најбитно е моментално е висината, значи 1,86 м, 87 базина,
концентрација, ментална психа. Значи многу работи влијаат кај голманот, треба да работи со нога и со рака истовремено, да биде добар на центар шутеви, да биде нормално кога ќе се случи грешка, да биде сконцентриран. Значи можно е да има голмани каде што ќе погрешат една ситуација или ќе примат гол па после нигде ги нема само месеци. Мислам тука исто тоа е многу битно. Многу работи се битни за успешен голман. Томе, дали ти убаво во Вардар? Прекрасно ми е, супер ми е, да. Задоволен си од условите? Да, од условите сум презадоволен. Значи, во Македонија знаеме дека никој нема вакви услови. Така. И со вакви услови, со ваква работа, нормално дека и младите ќе имаат многу поголема шанса да напредат, да имат напредок во кариерата, да направат поголеми кариери. Нормално и за клубот за Вардар со вакви услови, дека клубот ќе стално ќе доминира во македонска лига. Нормално се направи нешто и за Европа, нормално за тоа и се овие услови. Чест е и задоволство да се работи во вакви услови. Јас сум среќен затоа што доаѓам тука, се е под конец, многу луѓе работат позади нас, значи ние само доаѓаме. Што е многу битно, нели одлика на еден европски светски клуб. Да, ние некои работи не ги гледаме, меѓутоа има многу луѓе позади нас, ние само доаѓаме на тренинг, се пресовлекуваме, тренираме, си одиме дома, али некој треба да ни спреми тренинг, некој ручек, некој облека да ни испере, знаеш, и многу работи позади нас, многу луѓе работат и јас сум среќен што сум дел од Вардар. Дали имаме фудбалски надежи, перспективни деца тука кај нас во Македонија? Ги пратиш младите категории? Фудбалската академија еве од одамна почна да функционира на Вардар? Да, ги пратам нормално, дека јас кога имам можност одам на тренинг и гледам младите, нормално дека сум јас при крај на кариера, сакам да видам тренер на голмани, понатаму ме интересираат младите голмани. Имам можност да ги гледам, еве со нас е тука Гачевски и Игор Алексовски, кои што се стварно талентирани, екстра талентирани, одлични голмани, кои што имаат пред нив една блескави кариери. Се надевам само да немат повреди, ќе имат одлични кариери. И нормално ги патам Трајчевски, младиот Филип Трајчевски, има одлични голмани. Супер, ги советуваш твоиве помлади соиграчи голмани? Да, јас секогаш му кажам, јас не, значи сакам. Не си себичен. Не, таман работа. Јас ќе бидам себичен ако не му кажам. Значи ќе се сеќам себичен ако знам нешто, а не му пренесам на помладите. Нормално, ние искуството мое, и мене некој додека сум бил млад, Петар Милошевски, значи тие мене ме учеле, ми кажувале како треба. И јас сум цел живот благодарен. Се надам дека тие ќе бидат еден ден благодарни на мене. Се надевам и јас. Да. Вардар оваа година двојна круна, ќе видиме или не? Па нема што да видиме, мора да освоиме. Оптимистички, сега пред. Мора. Тоа е само што почна сезоната, вака ми се свиѓа кога позитивно размислува. Да, па овие услови мора нормално. Значи тешко е во Вардар да се игра кога се мора. Лесно е кога во другите клубови што ќе направиш тука мора, секој такмица се победи. Следниот пат опрема носам и еден шут, па ти ќе одбраниш, а може и обратно. Само да нема вода да не се лизнеш. Готово. Ајде сега оди да се средиш, бидејќи хеланкиве веќе се испрљани. Мора нови. Бажи. Чао, чао.